Тони Атанасовски, амбасадор на Република Македонија во Индија. Јас сум Илија Псалтиров, прв резидентен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан. Јас сум Маја Апостолова Балабурски, генерален консул на Република Македонија во Солун. Јас сум Паскал Стојчевски, амбасадор на Република Македонија во Чешката република. Илија Исаеловски, поранешен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина. Јас сум Андријана Цвитковиќ и сум амбасадор на Република Македонија во Јапонија. Воедно прв резидентен амбасадор и најмлад амбасадор во Јапонија. Јас сум Игор Есмеров, амбасадор на Република Македонија во Будимпешта, Унгарија. Јас сум Сашо Ташевски, амбасадор на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати. Ние пред година и 10 месеци отворивме амбасада во Казахстан и самиот чин на отварање на амбасада е исклучително тежок и бара многу посветеност, многу време и многу енергија. Освен конзуларната заштита на нашите државјани кои што привремено престојуваат во Северна Грција, е насочен кон промоција на економската и јавната дипломатија. Во изминатите 3 години амбасадата на Република Македонија и јас лично активно се приклучивме кон реализација на низа на активности од аспект на економската дипломатија, која што е една од клучните приоритети во нашето работење. Работиме во два правци. Првиот е зголемување на извозот, а со тој на трговската размена помеѓу Унгарија и Република Македонија, и вториот аспект е работа на промоција на Македонија како дестинација за нови странски инвестиции. Амбасадата е фокусирана токму во делот на економската дипломатија и можам да кажам дека во изминативе година и пол отприлика 15 различни инвеститори од различни сфери на економското действување ја посетија Македонија. Едниот аспект е промоција на извозните капацитети на нашите фирми. Најнапред, значи, тоа е до оформувањето на правната рамка за непречен извоз на македонските производи на Народна Република Кина, значи потпишувањето на двата договори во однос на ветеринарната и фитосанитарната сертификација. Главниот таргет е нормално европскиот пазар и отварањето на фабриките во Македонија од страна на индиските компании е првенствено за извоз на тој пазар со нормално условите кои што ние ги промовираме, а тие услови се и такако поволни. Економската дипломатија е една од нашите фокус теми. 14 роадшоуа, презентација пред повеќе од 6-7 фирми, посети на 200 и повеќе компании. Економската дипломатија подразбира проактивен пристап. Не може да седите во канцеларија и да чекате дека некој ќе ве посети. Морате вие да пристапите кон компаниите. Вториот аспект од економската дипломатија е промоција на инвестициските и бизнис поволности кои што ги дава владата на Република Македонија во смисла на привлекување на странски инвестиции. Се поголем интересот на компаниите и потенцијалните инвеститори да ја посетат Македонија и да инвестираат во Македонија токму тука. Како резултат на тие наши презентации, повеќе чешки фирми ја посетија Република Македонија и покажуваат интерес за натамошни контакти и можни инвестиции. Организиравме бројни бизнис и инвестициски форуми во Токио, меѓу кои би ги набројала најголемиот се случи во 2015 година во Токио, на кој што присуствува околу 100 јапонски компании, меѓу кои Honda, Toyota, Nissan, Canon и голем дел од нив имавме лични средби на кои што дополнително ги презентиравме можности за инвестиции. Концентрирани сме на производството затоа што реално бројките покажуваат дека отварање на компании во Македонија и рестартирање на фабрики, како во овој случај, имаат голема додадена вредност, првенствено затоа што го прават производот конкурентен. Било тоа да станува збор за бизнис форуми, било тоа да станува збор за саемски манифестации. Република Македонија, значи, веќе направи навистина голема промоција на својот традиционален извоз. Организиравме низа на така наречени економски форуми при посети на највисоко ниво. Тука пред се мислам на посети на ниво на председател на државата, на председател на владата. Такви посети имавме две во Чешката република.
како резултат на роуд-шоута и презентациите на инвестицијските прилики во Република Македонија, во тек се разговори со одредени грчки инвеститори кои што би сакале да вложат кај нас. Индија е позната по услугите, посебно од аутсорсингот и бизнис процес аутсорсинг, односно кол центри, така да се обидуваме да испромовираме Македонија нормално за инвестиции и од тој сегмент. Подпишување на договор за соработка меѓу Сојузот на стопански комори на Република Македонија и Деловниот совет на Народна Република Кина. Ова дава една можност на дневна основа да бидат одговарани, значи да се даде одговори на прашањата на бизнисмените од двете држави и воспоставување на директна соработка без посредство на државата. Министерот Джери Наумов трета година поред доаѓа и ги посетува коморите во Северна Грција, при што ги презентира сите поволности кои што Македонија ги дава на сите странски инвеститори. Тоа се индустрии во основа кои што изискуваат голем број на вработување. Еден голем проект кој што е групација на инвеститори од MENA countries или земјите на Северна Африка и Блискиот Исток. Главната групација на инвеститори е од Абу Даби. Ја гледаат Македонија како една дестинација за инвестирање во енергетиката. Една од најголемите инвестиции би можело да се наброи дека отварањето на јапонска амбасада, тоа ќе биде инвестиција не економска, но која што ќе се одрази на економската дипломатија, а Јапонија ќе отвори своја амбасада во јануари 2017 година. Првенствено изнаоѓање и таргетирање на компании, што оди преку процес на анализа, потоа презентација, организирање на посета, го викаме следниот процес follow-up или пратење на самиот процес на дизајнирање на бизнис планот, преговори и до крајна фаза кога донесаат одлука за инвестирање. Многу важна тема е исто така подршка на нашите компании за настап на чешкиот пазар и подршка на поврзување на компаниите меѓу двете земји за заедничка соработка. Првите позитивни аспекти од целиот проект ќе бидат веќе видливи во следните 6 месеци. Сето тоа придонесе да интересот за Македонија многу се зголеми во Казахстан. Работиме на повеќе теми, како што реков, не само на привлекување инвестиции, работиме и на трговија. Македонските вина исклучително многу ги промовираме, имаме неколку дегустации на македонски вина направено и презентации, интересот се повеќе се зголемува. Во таа смисла, кондиторските производи, македонскиот мермер, фармацевските производи, исто така се трудиме да ги доближиме до казахстанските потрошувачи, консументи и бизнис луѓе. 15 на компании веќе ја посетија Македонија, од нив 3 се веќе реализирани. Правиме обиди и активности за промоција на успешните бизнис приказни од Република Македонија, промовирање на нивните производи и брендови и влегување на грчкиот пазар. Најава за отворање на стартап инкубатор за стартап компании во Македонија од сферата на високата технологија и електроника. Очекуваме негде во месец ноември, декември да имаме официјална промоција во некој дел на градот Скопје. Тоа ќе биде лоцирано во Скопје. Само во 2015 година би можел да ви извадам еден статистички податок дека Република Македонија посетила повеќе од 47 компании. Чешка има значителен интерес за присуство во Македонија во областа на енергетика, во областа особено на гасификација, бидејќи во Република Македонија се реализираат низа на проекти. Владината програма за гасификација на Република Македонија и чешките компании кои што имаат големо искуство во оваа област исто така имаат интерес за присуство во Република Македонија. Македонскиот ајвар веќе се продава во одредени супермаркети ширум цела Грција. Веќе има реализирано и 3 проекти. Цирка инвестицијата изнесува некаде околу 10 до 15 милиони евра. Тоа е во делот на хотелиерството, во делот на инвестирање во енергетиката, во делот на гринфилд инвестиција во производство на лекови. Најавената инвестиција е всушност изградба на хотел, на еден од најпознатите, најголеми брендови на хотели во Јапонија. Конкретни резултати имаме. Тоа е инвестицијата во јануари 2016 година, оваа година, подпишување на договорот со индиската компанија BRG од Калкута, кој што донесе одлука за купување на порцеланка Велес. Имавме пред 2 години голем бизнис форум во организација на Американската комора.
Тоа се форуми на кои што сме ги собрале најголемите компании казахстански, каде што сме ги презентирале нашите потенцијали и од сето тоа се проявил интерес за нивна посета во Македонија. Од тој бизнис форум произлегува неколку контакти на кои во подмината фаза веќе разговараме, па се надеваме дека во краток рок ќе имаме и соодветни резултати. Веќе имаме првата инвестиција од Казахстан, каде што казахстанска компанија етаблираше своја компанија во Скопје во областа на консалтингот, која вработува високо профилиран кадар. Во предстојниот период можеме да разговараме за една зајакната заедничка промоција на трети пазари, со тоа што од Кина би очекувале директни инвестиции во високо технолошкиот индустријски развој. Една таква е Photon Group, еден од најголемите производители на возила во азискиот регион. Се надеваме дека во преговори сме ќе ги видиме во Република Македонија за многу скоро. Некои бизнисмени и по неколку пати ја посетуваат Македонија, и тоа не само бизнисмени од Казахстан, туку и нивни деловни партнери од Кина, од Јужна Кореја, што значи дека веќе бизнисот нема граница. Голем интерес постои во делот на хотелиерството и недвижнините. Така да сепак постои многу голем интерес за Македонија. Нашиот концепт на работење подразбира да имаме привлекување на инвестиции, да работиме во делот на туризмот и да работиме во делот на воспоставување подобри трговски односи помеѓу Македонија и Казахстан. Третиот аспект од економската дипломатија е промоција на туристичките потенцијали. Големо внимание посветуваме не само на промоцијата на земјата за странски инвестиции, туку и на промоција на туризмот во Република Македонија. Во делот на туристичката промоција, на нашата амбасада организира исто така бројни настани, меѓу кои што е сајмот за туризам, организиран со Јапонската асоциација за туроператори, кој што се одржа минатата година, и воедно ние го предложивме градот Охрид да се најде на нивната листа на избор од 30 најубави градови во Европа, и тој беше избран. Значаен сегмент од нашите економски активности е промоција на туристичките потенцијали на Македонија. Направивме промоција на религиозниот туризам, конкретно Охридското езеро. Има голем интерес од страна на грчките туристички агенции кои што веќе имаат организирани пакети и традиционално за Великден и за другите празници ги носат грчките туристи во Охрид. А тоа потоа се одрази да следниот месец 15 члена делегација од Казахстан во чиј состав имаше и туристички агентства, и медиуми, и представници на Туристичката асоциација на Казахстан да ја посетат Република Македонија и да имаат директни средби со нашите туристички работници, што верувам дека во многу скоро време ќе придонесе бројот на туристи во Македонија од Казахстан значајно да се зголеми. Една јапонска туристичка агенција организираше за прв пат тура посветена на Македонија. Потоа имавме промоција на ски капацитетите Маврово и Шапка минатата година, а оваа година акцент ќе биде ставен на спа и бањскиот туризам. Огромен чекор е активното учество на Република Македонија во процесот за соработка 16+1, каде Народна Република Кина дава навистина големи можности, преференцијални кредитни линии, директни инвестиции, пред се во инфраструктурни проекти кои имаат огромно значење за нашата држава. Еден таков би го посочил меморандумот за соработка подпишан во Белград во 2014 година меѓу премиерите на Република Србија, Република Македонија и Република Унгарија и Република Грција во однос на воспоставување на брза железничка линија на линија Будимпешта, Белград, Скопје, Пиреја. Во април 2016 година Македонија беше поканета да биде почесна земја учесник на деновите на културно наследство во Емиратот Шарџа, и таму бевме единствена неарапска земја од вкупно 22 арапски земји, единствена европска земја учесник, и се представивме со богатото културно наследство во делот на традиционалните танци, во делот на ракотворбите и во делот на нашата богата деликатесна кујна. Генералниот конзулат организира повеќе манифестации и настани не само во Солун, туку и во други градови во Северна Грција со цел промоција на нашата современа култура. Треба и понатаму да се работи за заокружување на овие можни инвестиции. Тоа е голема дипломатска победа за Македонското министерство за надворешни работи. Одлуката на владата на Република Македонија да отвори амбасада во Казахстан
ги покажува првите конкретни резултати, а верувам во мојот мандат во следните 2 години уште повеќе ќе покажеме дека таа одлука била вистинска. И конечно создавање мостови на пријателство и разбирање меѓу македонскиот и грчкиот народ.